Добро вечер, драги гледачи. Уште еднаш во отворено студио, јас сум Христо Ивановски. Вечерва ќе разговараме на тема бриселски преговори за името. Ќе поставиме прашање дали оваа нова фаза која беше најавувана значи и пренесување на проблемот од Њујорк, односно од Обединетите нации на европска почва, што може тоа да значи, каде може да не одведе овој процес и дали се реални навистина очекувањата некаде во април да се заврши овој процес на преговори, наоѓање на компромисно решение, односно име и со тоа влегување на земјата најпрвин во НАТО, а евентуално некаде 2030 година и во ЕУ. Барем во моментов е таква агендата на Јункер. За оваа тема вечерва гостин мој е професор доктор Јован Донев. Добро дојде повторно во студиото. Благодарам на поканата. Јован, пред да почнеме да разговараме, би повикал прилог од нашиот известувач од Брисел, Наум Стелковски, да видиме он денеска што виде, што слушна, што дозна во Брисел, па да продолжиме ние со разговор. Таман да ни избрифира. Иако посредникот во македонско-грчките разговори Метју Нимиц лично ги најави средбите за 11 и 12 декември тука во Брисел, денеска конечно неговата канцеларија од Њујорк се огласи најавувајќи дека средбата сепак ќе се одржи само на 12 во една од канцелариите на Обединетите нации тука во Брисел. Тоа што е ново, всушност, дека покрај информациите дека денеска се одржале поединечни средби во Брисел, демантирани се и тие информации со тоа што дел од делегациите се уште не се пристигнати, како ниту медијаторот Нимиц не се пристигнати тука во Брисел. Со самото тоа нема да има ниту поединечни средби на Нимиц со преговарачите на двете земји, на Македонија и на Грција, туку ќе се одржи една единствена средба заедничка на преговарачите, на двата тима и посредникот Метју Нимиц. Од канцеларијата на Нимиц најавија дека и по средбата ќе дадат информации за јавноста. Во насока на тоа дали Нимиц носи нов предлог или не, повеќе релевантно е за тоа каква е атмосферата помеѓу двете земји, односно што се случува по она затоплување помеѓу Скопје и Атина, по низата средби помеѓу министрите за надворешни работи и пораките кои што си ги упатија и министрите за надворешни работи, но и премиерите на двете држави. Во насока на тоа колку евроатлантските интеграции се во фокусот на вниманието во моментов, особено нели на Македонија, е и фактот дека утре во Брисел ќе допатува и шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кој што ќе има работен ручек со земите, со министрите, колегите од земите членки на Европската Унија, но и на земите кандидатки за членство во Европската Унија на покана од председавачот на Советот на Унијата. Веројатно и на оваа средба ќе стане, на овој работен ручек ќе стане збор за важност за интеграциите на Македонија во евроатлантските структури, особено во Европската Унија, и веројатно ќе се дискутира за развојот на настаните, но и тоа што се всушност до каде се случувањата во двете земји во насока на отстапки за да може Македонија да добие конечно покана за почеток на преговорите за членство во Европската Унија и за членство во НАТО. Сепак запознаени сме нели сите во јавноста дека грчките позиции се јасни, дека бараат отстапки кои што со промената на името ќе биде за севкупно употреба и дека тоа ќе влезе, тоа да влезе и во уставот на Република Македонија. Како пак сето тоа ќе се одрази врз оние национални и државни интереси во насока на зачувување на идентитетските нели прашања, тоа сепак останува да видиме откако ќе се случи она утрешна средба помеѓу Нимиц со преговарачките тимови на Македонија и на Грција, но и какви ќе бидат реакциите како ќе бидат пренесени нели овие податоци понатаму во своите земји. Тоа што е особено важно е дека дали Нимиц ќе донесе нов предлог или не, досега за време на овие долгогодишни преговори и разговори сме сведочеле за најразличен тип на
предлози, односно географска одредница која би се наоѓала пред Република Македонија, помеѓу Република и Македонија, или пак би се наоѓала по Република Македонија, па дури и име кое би се нашло во заграда. Дали сепак ќе има нов предлог или ќе биде една од овие постари варијанти кои што и досега Нимиц ги носел на ваквите средби, останува да почекаме да се случи средбата и да видиме што ќе информираат од таму. Телевизија Нова останува во Брисел со нови информации во следните изданија на вестите. Многу нејасноти. Едно беше најавувано, друго испадна. Требаше денеска да има поединечни средби со нашиот преговарач и со Васко Наумовски и со Василакис, грчкиот амбасадор и преговарач. Може би заради временските услови во Брисел не слетува многу авиони, не полетува. Може не тоа да е причина, но во секој случај, еве метафорички или новинарски да се изразиме, и заради снегот, бриселскиот терен може да се покаже лизгав. Не само заради снегот. Па добро, ова да прифатиме дека се невреме најубавата варијанта, каде можат авионите да слетаат денеска. И ќе бидеме задоволни. Меѓутоа, јас сум малце сомнителен дека е тоа баш така, затоа што и претходно имаше средба на Поповски, на Димитров, на Димитров со Кодзијас, кај што има, кај што после тоа излегува со соопштение во кое ги пегла разликите во комуникацијата. Ако пеглаш и официјално кажеш во соопштение дека пеглаш недоразбирање во комуникацијата, тоа значи дека комуницираш зад сцена. Значи нешто не е во ред. Во смисла дека таа комуникација зад сцена не се одвива баш како што треба. Може да е тоа технички причини, секој причини може да биде. И мораш да најдеш начин како тоа да го надминеш. После тоа веднаш, нели, дека Бујар Османи беше подпредседател на владата, Бујар Османи дека ќе патува во Атина, нели, за да се надминат тие проблеми во комуникацијата. Може и повторно да имаме такви недоразбирања, нели, да речеме условно технички проблеми, ако нема технички проблеми во вакви преговори. Меѓутоа можеме да кажеме дека имаме технички проблеми, едноставно недоразбирања околу тајмингот, околу идејата и така на така, што би реков тоа е наивно да гледаме така, ама еве да прифатиме дека е така. Или едноставно нешто друго е за сцена што ние не го знаеме, затоа што, нели, двете страни, посебно македонската страна, е комплетно затворена, а не соопштува ништо. Реакција не знам да ќе има од Грција на ова прашање. Може би и они ќе премолчат. Зашто може би стварно е техничко прашање. Велам, да не правиме сега, нели, и да дуваме балони, кај што нема потреба да дуваме балони. Меѓутоа е симптоматично. Симптоматично е ова. Дали со тоа што влегуваме во преговори во Брисел, наместо во Њујорк, ние губиме како страна некакви, не знам, може би по-принципиелни позиции или некоја подобра одбрана, затоа што очигледно дека влегуваме на теренот каде што Грција до сега е посуверена. Па, на прв поглед, оваа изјавата на Наум сега, на вашиот дописник од Брисел, малце ги тргна сомневањето околу ова прашање, зашто сепак средбите ќе требало да се одржуваат во некој од просториите на Обединетите нации. Иначе, на почетокот што беше најавено дека се гледа во Брисел и така натаму, иако нормално повторно тука Нимиц нема друг вклучен во преговорите освен господинот Нимиц, нели, и нашите представници и грчката страна, праќаш можеби сигнал на еден начин дека се тргаш од Обединетите нации и се приближиш кон Европска унија или сакаш да ја навлечеш Европска унија во преговорите. Што е прашање што сега го одбивавме, колку што јас знам, не прифаќавме посредување на други страни освен Обединетите нации и мислам дека тоа беше најисправниот пристап. И да речеме дека из ова да кажеме дека едноставно се работи за тоа малце пропаганда, дека еве во европски дух во Брисел ќе преговараме за да најдеме решение на името. И да ги тргнеме сите можности од манипулации зашто во Брисел а не во Њујорк и така натака. Иако велам дека остава прашање, не многу големо, меѓутоа остава сомнеш дека евентуално си има тенденција да се префрли топката на Европска унија. Да, сепак ја би посетил на еден интересен момент дека кога во август Нимиц беше во Скопје,
Тој требаше потоа да продолжи во Атина, но тоа не се случи. Меѓутоа, пред Генералното собрание на Обединените нации во септември, тој се сретна со Василакис, и тоа токму во Брисел, а потоа се случија и средбите па и со новиот генерален секретар Гутереш и така натаму во Њујорк. Значи, не е ова нешто што викаме 3 години, 2 години пауза. Сепак Нимиц имаше каква таква комуникација, а еве и со Василакис се сретна. Сега, што би можеле да очекуваме, бидејќи очигледно е дека мерките за градење доверба поминаа известна црвена линија кај двете страни, влезени се двете страни во разговори, поставени се на маса повеќе прашања во тие мерки за градење доверба, повеќето се технички. Она што се однесува до иридентизам и учебници, малку знаеме, речи си ништо. Дали се формирани тие комисии, кој ги формирал, и сега веќе доаѓаме на главното, името. Што може да очекуваме? Името, ерга омнес како што го поставува, или држиме некои позиции? Имаме ли такви некои информации, Јован? Прво, мерките за градење на доверба, вие сте во право, они беа само на техничко ниво. Значи, не успеа или немаше желба од двете страни да создадат градење на доверба меѓу двете нации. Значи, тоа прашање едноставно предпоставам беше запоставено, затоа што грчката страна, ја лично проценувам така, дека грчката страна проценила дека нема потреба веќе од мерки на градење на доверба. Можеме тоа вака, нели, за јавност да изјавуваме, да ги повторуваме, да кажуваме и така натака, меѓутоа дека во овој момент во Скопје има влада со која што може да се отвори ова прашање без да се градат мерки на доверба. Затоа што постојат многу сомнежи, недоверби меѓу двете нации, непознавање доволно на двете нации, и се тоа на еден или друг начин ги оптеретува преговарачките позиции и на двете држави. Меѓутоа, мислам дека тоа е проценка во овој момент, дека проценка дека нема потреба понатаму да идеме со некакво проширување на мерките на доверба, нели, на луѓе, комуникација меѓу луѓе, стопанственици, невладен сектор, па дури ако сакате и политичари, освен на ниво на министри на внатрешни работи, што ги гледаме средбите, евентуално некој пониско ниво на другите министерства, посебно министерство претпоставувам за внатрешни работи. Таа е проценката. Она што од друга страна што може да се очекува од страна на разговорите, човек треба да биде веќе многу претпазлив во проценките. Да беше претходно ќе ви кажа веднаш дека не очекувам ништо. Затоа што позицијата на претходната влада беше многу јасна. Нема промена на уставното име на Република Македонија, прашањето за име за надворешна употреба ќе биде ставено на референдум. Тако нешто го немаме слушнато од страна на сегашната влада. Не даваат јасни гаранции дека нема да дојде до промена уставно име, не даваат јасни гаранции, кажуваат дека ќе гледат, ќе ги штитат интересите нели на националните интереси на Македонија, меѓутоа ќе водат сметка и за регионот, што е многу чуден приод, нема што да водиме ние сметка за интересите на регионот, ние нашиот интерес да си го гледаме. Велам, би бил многу сум скептичен, посебно што исто се случи со договорот со Бугарија. Се она што бугарите прифатија, бугарите понудија ние прифативме. Така да, велам, може да се работи само за чисто мала игра, дека не излезе господинот Нимиц со готов предлог, кој што предпоставам дека ќе биде грчки предлог. Затоа што министрот за надворешни работи на Грција јасно кажа дека на една пресконференција, не сеќам само каде беше, дали беше негде во Брисел или беше во Атина, или каде јасно кажа дека неговите универзитетските професори работат на начин како да се надминат недоразбирањата со Скопје. Тоа јасно покажа дека они сериозно работат на нов проект, на нов предлог и најверојатно може би е и завршен тој предлог. Прашање само кој ќе излезе во јавност. Па очигледно е дека и премиерот Заев кажа дека името ќе треба да го предложи Нимиц. Претходно сме имали ситуации кога од нас се барало и од грците да предложат имиња, и дури нели циркулираат податоци дека стотици имиња се биле ставени на маса, што навистина е еден, би рекол, и смешен или парадоксален податок, па дури во дипломатијата некој да става име за една суверена земја на маса. Знаете што, кога вие, извинете, кога што вие сте прифатиле да разговарате за такво прашање, сигурно дека ќе имате стотина предлози. Значи, само ја што имам слушато небулозни предлози да не може да верувам. Значи, вие сте прифатиле други да си играат мајтап со вас. Сте прифатиле разговори за името. Тоа е проблемот.
Нема, затоа може да си игра другите, ако викат voi прифатиле, зашто не им понудиме некоја варијанта. Да. Добро, ние долги години се тврдевме, игравме на таа некоја риторика за внатрешна употреба, разговори за разликите, меѓутоа испадна сега дека веќе влегуваме во фаза на преговори, се спомнуваат и зајакнување на тимовите. Еве, дури сега, мислам, во Брисел, Наумовски е засилен со луѓе од Министерството за надворешни работи, еден или двајца, не е битно. Или втора работа дека има недовера во Наумовски. Па не знам, официјално знам, затоа велам, министерот кажа дека нема потреба. Не го кажам цинично, мислам, не сакам погрешно да бидам сватан од никого. Едноставно, многу прашања се оставаат отворени без јасни одговори. Како што бе со ова сега, најавуваа средба, тогаш па ја откажаа средбата, па денеска повторно се откажува средбата. Добро, имаше и други деманти, например, за учебниците, каже Кодзиев. Да, па демантира. Значи, сега идете главниот преговарач во името му давате помош. Да, помош секогаш му треба на главен преговарач. И тоа бидејќи до сега таа пракса сме немале. Значи, прашање сега за мене е нормално да поставам прашање, чекај, дали е ова стварно помош или е контрола на Наумовски. Значи, многу прашања оставаме не доодговорени. Да има сомнеш околу целата работа. И тоа е она што мене на еден начин ме провоцира понекогаш, знаете зашто? Очигледно дека македонските органи не ја завршуваат работата до крај. Или не сакаат. Не сакам да се сомневам во тоа дека не сакаат, поише мислам дека едноставно, знаеш, како чему, лако чему. И не се свесни дека тоа предизвикува, генерира многу прашања. Значи, не само кај мене или кај граѓаните на Република Македонија, тоа генерира прашања во останатите дипломатски кругови. Разбирате, тие се прашања кои што секогаш мора да бидат јасно одговорени, мора да бидеме јасни во своите позиции. Мислам, недовербата кон Наумовски не би ја ставал Не, велам, како шпекулација и таа ставаш на кои причини што до сега, барем колку што јас го следам овој проблем или ова прашање, од преговарачите или јас понекогаш сум ги кажувал поштарите, оти тие немале некој широк мандат да преговараат, туку повеќе пренесувале ставови или само ги примале ставовите па ги пренесувале во централата во Министерството за надворешни работи. Многу, навистина, многу малку работи се излезени од рамките на тие преговори кои се под превезот на тајната дипломатија. Еве сега гледаме и во Брисел, Наум едва да може да нашиот дописник, нели, од таму известувач, да добие некаков суштински податок, нема кој да го избрефира. Па тоа ви кажувам, значи, мене ми се јасни позициите на грчката страна. Грчката страна е отворена многу јасно и многу гласно е кажано. Позициите на Грција ги знаеме. Ако нешто не се знае, веднаш опозиција да поставува прашање у грчкиот парламент. Мора да се даде одговор. Проблемот е што едноставно на македонска страна имаме потпуна затвореност. Меѓутоа, ја дури можам, знаете како, ја прво не верувам дека се водат преговори. Значи, и во изминативе години. Дека се водат некакви суштински преговори врз основа на материјал. Значи, ја сум многу скептичен дека Република Македонија излегла со некаков предлог како да се надмине прашањево. Да бидам искрен. Затоа што, знаете, вие кога имате материјал, кога имате јасно напишани позиции, вие немате зашто да ги криете тие позиции. Вие ќе ги кажете јасно и преговарате, затоа што во вашите позиции ќе има, нели, она што се вели компромис. Да, ние сваќаме дека имаме проблем со грците околу ова прашање, ние на грците им нудиме ова. Па оние тоа ќе ни одговорат и така натака. Значи, ако вие тоа го немате, ако до сега не сте чуле во ниеден никој да излезе со јасен став, освен ова што е ставено, што е кажа во програмата на ВМРО ДПМН, во тој случај е прашање дали воопшто постои од наша страна материјал по тоа прашање. И во крајна линија, моето клучно прашање е зошто ниту еден македонски лидер до сега или представник на државниот врв на Република Македонија не им објаснил на граѓаните зашто ние имаме проблем со Република Грција. Вие немате таков одговор. Прво, никој не го ни поставил во крајна линија, ако го поставил, го игнорирале. Вие немате одговор што сака Грција да постигне со оваа нејзина политика кон Македонија. Па одговорот ќе го најдеме кај грците. Да, ама тоа е нивното оно што го зборувате јавно. Знам, тоа е тоа што. Ние треба да кажеме што на вистина мислиме, зашто Грција така се однесуваат. Ако вие тоа го немате во македонската јавност, имате конфузија. Па зар, мислам,
понекогаш може би дилетантски делува, ама вие да ги повторувате нова Република Македонија или Република Нова Македонија, па тоа беа сите одбиени предлози од грчка страна. Што тоа се смени драматично кај грците, па они ќе прифатат нека варијанта што била претходно предложена. Иако и тоа е понижувачки да се прифати, меѓутоа велам, значи мислам дека генералниот проблем е и она што мое искуство, генералниот проблем е дека ние не покажуваме проактивност. Значи ние немаме активна стратегија на секој грчки аргумент да одговориме со контрааргумент. Нашата реторика завршува на привремената спогодба, на Хашката пресуда и ова што овие денови го слушам, нели, балканска соработка, регионална стабилност, тоа никој не може да му продаде денеско 21 век. На секој нивни аргумент мора да имате против аргумент. Јавно кажам, за да можете да преговарате. Тоа не се случи во Македонија. Македонска страна на ниеден грчки аргумент не одговори со контрааргумент. И за тоа е таа мистика, повеќе верувам дека е тоа мистика, дека едноставно постои еден страв, што од незнаење, што од немање на консензус внатре во земјата. И нашата страна не изгледа. Да. Еве да го фатиме и тој термин стратегија. Ти беше амбасадор во Обединетото кралство, не знам, 4 години или помалку 4 години, е важно, клучна земја, затоа што е нели членка, постојана членка на Советот за безбедност и еден од светските играчи во креирањето на меѓународната политика. Си добивал ли инструкции како да се поставиш во однос на прашањето за името? Инструкции добивате, ама ви кажам, тоа се тие инструкции, значи што после тоа е прашање како кај нас ги толкуваат институции, односно како се толкуваат тој однос. Значи вие добивате инструкција дека барате поддршка од нашите пријатели за притисок врз Грција. Тоа не го добивате. Значи ова што во Македонија се зборува, медиумите, не знам, мислам дека се тоа спинувани информации, но не знам од кај се спинувани информации дека Грција е под страшен притисок. Грција не е под никаков притисок. Значи на секое наше, претпоставувам и моите други колеги амбасадори, кога го покренувале ова прашање, го прашувале зашто се понекогаш знаат да бидат и циркуларни инструкции, некогаш знаат да бидат и нели само до една амбасада, меѓутоа одговорот секогаш бил најдете решение на прашањето. Значи секогаш прашањето било најдете решение. А од друга страна ти вика, ако не најдете решение, ние нема да ви дозволиме понатаму да идете. Прашањето е како Република Македонија, како органите во Република Македонија ги толкувале тие одговори. Амбасадорот не е тој што може да каже што мисли со ова прашање. Меѓутоа врз основа на тоа прашање треба да се извади стратегија. Ако Грција, например, сигурен сум дека секоја година добивавме по едно, не знам колку инструкции, дека бараме отпрошување на преговорите за глава 23-24, која што нема да се затвори нели до крај на преговорите, во знак на добра волја и во знак на оваквото. Никогаш не добивме поддршка по тоа прашање. Тој е јасен сигнал дека притисокот е на наша страна, а не е на грчка страна. Да беше на грчка страна, ние до сега ќе добиевме отварање барем на 23 на 24 поглавијата. Ние тоа никош не го добивме. Значи, дури не се нашите пријатели не сакаат дури ни речам да покажат гест на добра волја во однос на Република Македонија. Тоа јасно ви покажува дека грчката позиција е утврдена, дека е поддржана од еден добар дел членки на Европската унија и на НАТО, и они се комотни во таа своја позиција. Тоа е мојот заклучок врз основа на разговорите што јас сум ги имал. Како го толкувало тоа нашето Министерство на надворешни работи и другите органи задолжени за анализи на надворешна политика и надворешна безбедност на Република Македонија, тоа не може да ви кажам, не знам. Да, па горе-доле Грција својата позиција ја утврдува средината на 80-тите години на минатиот век со една министерска уредба регулира и кој има право на државјанство, односно голем број граѓани ги исклучува од правото на државјанство, и не се грци по род и така натаму. Потоа продолжува раните 90-ти години, Кофос ја поставува црвената тврдина на грците околу името и идентитетот, значи кои како политика и стратегија го префрлаат на американскиот континент, и Европа е тотално заспана, Европа си има идентитетски проблеми, они знаат каде треба да
да ја водат битката и почнуваат со тие резолуции во Илиноис, во, не знам, неколку држави сојузни беа во САД, 4-5, тогаш беше Димитров амбасадор и тој водеше битка заедно со диаспората тие да не поминуваат резолуции, во кои тврдат дека македонците се хелени, односно македонците се грци, изедначување. Ние во 2017 година, значи сега, на страницата на Министерството за надворешни работи можеме да видиме дека наш приоритет е членство во ЕУ и НАТО и одбраната на името практично ја нема. Ја се прашувам, каде е настана тој клик? Што се случи во овие последни транзициски времиња од една влада во друга, да одеднашка сватиме дека треба да влеземе во директни преговори? Тоа е една убава, да, доста екстензивно го, се не знам од кај да почнам, се збунив ја малце. Значи, тоа е една фина спинувана пропаганда, членство во Европска унија и во НАТО. И дај да ги решиме овие прашањето, ни го продадоа со бугарите и така натака. Значи, тоа е и навидум ги врзуваат тие прашања и сакаат на еден или на друг начин или да го заташкаат овој главен проблем. Што е проблем на промената на името. Едноставно ние се доведовме во ситуација, односно не само ние и грците, да бидеме до крај коректни. Преговорите заглавија не беа прекинати. Значи не може да кажеме дека се прекинати и така натака. Преговорите заглавија. Заглавија на црвените линии на двете страни. Македонија вика ова ќе биде, грците велат ова ќе биде. И тоа е една нормална ситуација во преговори, да заглавите, па чекате момент да ги одлавите, ако има интерес, ако нема интерес, ќе го пролонгирате тоа прашање и така натака. Наглиот промена настана оној момент кога настана кризата во Македонија. За мене тоа е пресудниот момент кога прво кризата настана заради оваа политика. Значи јас немам 2016 за таа криза збори. 2014-2017. Така. Значи јас немам никакво сомнение во тоа дека кризата е избир за да се предизвика промена на уставното име на Република Македонија и тука немам дилеми, тука ми е сосема јасно и ќе го образложам ова зашто го зборувам. Меѓутоа само да средам назад. Значи, повторно ние не инсистиравме на аргументи. Не одговаравме на аргументи. Грција 1987 година го смени називот на својата северна провинција. Значи до 1987 година, мислам дека или 88 година, не постои провинција Македонија во Грција. Не постои регион Македонија. И сега, тој што го сменил името и се крстил Христо, Јован му текнал денеска се крсти Христо, и вели, дај ти смени го Христо името, што ми го вземаш моето име? Како твоето име, која јас сум од 45 година Република Македонија, а ти си од 1987 година. И тие аргументи, ние не ги искористиме во се што беше Северна Грција стана ама тие аргументи, и Тракија. Тие аргументи ние не ги искористивме. Ние никош не ги извадивме тие аргументи во разговорите со нашите пријатели и сојузници. Ние не креиравме јавно мнение. Тоа е едната работа. Значи, и дозволивме на Грција незините аргументи да ги пласира и сериозно да бидат прифатени од страна на сојузниците, заедничките сојузници. Втората работа, што ние, па и го гледате сите овие наши надворешно политички вести што стигаат во Македонија, ние се однесуваме кој ништо во овој регион да не случува. Значи, ние немаме никакви информации што се случува во соседните држави. Ние сме поише заинтересирани дали Северна Кореја има нуклеарна проба, отколку што се случува во Грција, што се случува во Бугарија, во Албанија. Во Белград имаше средба. Никој не објави. Зборува за Македонија. Пазете. Борисов таму кажа треба да им помогнеме. Тоа ви кажам, пазете. Белград, значи со сите критики нели што во Македонија се збореа и се пишува против Вучич и така натака. Белград е домаќин на тројца лидери на земји членки на Европска унија. А ти сакаш цело време збориш дека сакаш да бидеш во Европска унија, тебе не ти ни викаат на маса доеш. Истото беше и претходно во Солон, мислам дека беше претходната средба, кога беше повторно беше Вучич таму. Значи, ти си таму понекогаш кога треба да бидеш, те викнат од време на време, и ти не си главниот играч. Тоа е тоа. Меѓутоа, ако вие немате информации во јавноста што се случи во нашето соседство, вие не може да се споредувате. И затоа се сомнам дека дури и тоа е спин. Ако вие не знаете што се случи во Бугарија во политичкиот живот, ако вие не знаете што се случи во Косово или во Албанија,
А знаете што се случи во Алабама, пазите денеска вест, се бирал сенатор во Алабама. Мегајле. Ама прашањето е тој сенатор дали бил Републиканец или демократ? туку дали правел напади врз жени или не правел, можете тоа е да. клучното Буквално, прашање за тоа е стварно небулозно. сексуално насилство. При тоа, зашто ова го кажам? Македонија беше поделена за време на Балканските војни као политика која требаше да спречи руско излегување на Средоземното море и загрозување на Суетскиот канал. Значи, зборам од аспект на геополитиката на големите сили, не зборам од аспект на соседните држави. Соседните држави си имаат свој големо државни интереси и тоа го прават. Меѓутоа, од аспект на големите, ние го заборавивме комплетно, не сега, од 90-та година, ние го заборавивме источното Средоземје. Ние заборавивме дека Македонија геополитички припаѓа и на источното Средоземје, ако ништо друго, зашто Грција и Турција се регионални сили кои имаат своји интереси во источното Средоземје. Ние тоа потполно го заборавивме. Едноставно се однесуваме кон тоа прашање да не постои. Ние потполно забораваме дека постои една држава што се вика Кипар, каде што има сериозен судир на грчко-турски интереси, кои што интереси се пренесуваат и на Балканот, затоа што едноставно тие две се регионални сили кои што имаат интерес во целиот регион. Грција беше на една страна заинтересирана да го реши кипарското прашање. Меѓутоа, кипарското прашање не може да се реши без сериозни концесии кон Турција. Значи, мора да се даде на Турција концесии. Ако се даде на Турција концесии, сосема е нормално дека Грција мора да биде задоволна. Да. Панхеленизмот не може да пропадне, да. Во моментов кипарското прашање за Грција е прашање број 1 и тоа се гледа од овие средби. Ма тоа е врзано со нашиот спор со името. Јован, застанавме кај Кипар и прекршувањето на грчко-турските интереси, а се подсетивме во меѓувреме и на една епизода со признавањето на Северен Кипар. Но тоа не е поентата главна. Значи, изминативе, да речам, од независност на Република Македонија 30 години, ако подолго, панхеленистичката идеја, значи, е на еден или друг начин загрозена од ситуацијата во Кипар и во Република Македонија. Наоѓањето нели на големи резерви на газ во крајбрежјето, во економските зони на Кипар, оваквото. Од една страна, од друга страна, нормално потребата од алтернативни доводи на газ во Европа го направи стратешки важен Кипар. Посебно геоенергетски, он е исклучително важен сега во овој момент. Ностоп се сеќаваат израелскиот премиер, кипарскиот премиер, грчкиот премиер, египетскиот премиер и така натака, се постојано се во комуникација. Меѓутоа проблемот настана оној момент кога односно почна да се разрешува условно, ако немаше завршница, може би и добро за наша сеќа, не знам. Оној момент кога големите сили, пете големи играчи, нели, влегоа во процес на решавање на кипарското прашање преку варијанта која би ја формирала Кипар во федерација помеѓу нели грчкиот и турскиот дел со ротирачко претседателство на Грки и на Турчина и со целосна автономија на двата региона. При што, да речеме, помошникот државен секретар на САД беше скоро секој месец беше на Кипар. Ја имав впечаток дека во еден момент имав впечаток дека таму не излегла. За време на преговорите во Женева, да речем, двајцата британски министри, секретарот за надворешни работи Борис Џонсон и министрот за Европа Дејвисон беа присутни, во исти момент беа присутни во оваквото. Беше германската и така натака. Значи сите беа таму присутни за да се реши тоа прашање. Меѓутоа велам, тоа прашање не може да го решите доколку не ги земете во предвид пошироките интереси на Република Грција и на Република Турција, меѓутоа и на останатите големи сили кои беа инволвирани во преговорите. Во еден момент имавме ситуација кога еден од министрите, сега не ми текнува, мислам дека не беше Нулан, може би беше британскиот или италијанскиот министр за надворешни работи, кој рекоа, моделот што го применуваме во Кипар ќе биде одлично решение и за проблемите на Западен Балкан. Значи, они самите кажаа јасната врска која постои меѓу тоа. И она што се случуваше во Македонија, во изминативе 3 години, нели Пиранска платформа, барањето на албанците, нели сето тоа, специјалната војна која што се водеше во Македонија, нели
директното безобразно мешање на амбасадорите нели во внатрешни работи на една суверена држава кој што е Република Македонија и така натака, јасно покажуваше дека идејата е по секоја цена да затвори кипарското прашање. И да се добијат компензации во исто време затварање на македонско-грчкото проблем со името. Нели, идејата за голема коалиција и така натака и така натака. Преговорите пропадна, нели, затоа што Турција не сакаше да повеќе својата војска од Кипар. Меѓутоа, при ова треба да го имате во предвид една друга работа, дека геополитиката на Балканот е сменета, не само заради источното Средоземје. Сменета е заради тоа што Ердоган веќе отворено спроведува пано-отоманска политика. Он е сега во овој момент заштитник на сунитите, генерално на муслиманите во светот, меѓутоа посебно и на сунитите. Да, Босна и Македонија се граничат со Турција, не? Да, точно така. Значи, така да онаа приказна што ние имавме со Турција до негде таму до пред да речеме 6-7 години, мислам дека е драстично сменета веќе. Турција е повторно ќе кажам исто кој и останати држави, наш сојузник, наш пријател и така натака, поддржуваше така натака. Меѓутоа, во овој момент Ердоган има поголем интерес да ги штити или да ги унапредува правата на муслиманите на Балканот, што на еден или друг начин што е окей од негова позиција, но тоа не треба да не изненадува или нешто да не разочарува. Меѓутоа, од друга страна треба да го имаме тоа предвид. Кога ги генерираме нашата надворешна политика. Значи мораме да го имаме и тој момент сега, затоа што геополитиката или влијанието е потполно сменето. Втора работа што исто така важна, што до сега за жал не сум слушнал дека некој го прозборил и така натака, е прашањето што бара Катар овде. Што бара Катар Airways во Македонија? Што бара? Имаш некои информации? Не, тоа е маркирање на територии. Тоа е маркирање на територии. Ме разбирате, Турција нема толку доволно финански средства да може да покрие зашто незините интереси се протегат од Босна и Херцеговина до Централна Азија. Меѓутоа, Ал Джазира, гледате како се однесува цело време. Значи, велам, многу странични играчи се влезени на Балканот, кои што ние нормално нема... Да, некој повидливо, некој помалку видливо. Нормално, затоа што ви кажам... Например, Иран е тука, меѓутоа не можете вие да го видите. Иран не можеме да го видиме затоа што нема ни доволно шиитско малцинство дека во Македонија. Он е многу поприсутен во речење во Босна и Херцеговина. Иранската разузнавачка служба во Босна и Херцеговина се однесува како дома. Меѓутоа, велам, сето тоа во оваа држава, во оваа јавност не им се кажува на луѓето. Луѓето немаат слика што навистина се случува. Знаете, имаме понекогаш впечаток човек кога ги гледа вестите дека сите ние живееме во една љубов, нели? Кога сме хипи друштво. А во исто време имате поместувања, тектонски поместувања кои што имаат многу, да речам, па можеби не катастрофални, ама може да има далекосежни последици по иднината на Република Македонија. Ние топрават имаме такви видовме што една одлука на председателот Трамп за Ерусалим, која уште не е ефектуирана, никој не знае дали ќе биде ефектуирана. Не, ќе биде ефектуирана, тоа сум сигурен јас. Нели кажа дека за нив е Ерусалим главен град, сите знаеме дека Ерусалим е главен град на Израел, но ако веќе поставиш амбасада таму, ја маркираш таа територија, веќе се разбранија тие духови. Значи, само ново прашање, чисто заради она што се состава како слика во македонската јавност. Што стварно ме изненадува. Медиумите беа преполни со дискусиите и предлогот на Атлантскиот совет во Вашингтон околу целата идеја. Нели каква Америка, каква политика да се занесе на Балканот. И тоа никој не објави во Македонија дека еден ден, да бидам коректен, можеби 48 часа, иако мислам дека беа 24 часа, пред да се одржи состанокот на Атлантскиот совет и да бидат присутни нашите министри за надворешни работи од регионот, а секретарот Тилерсон имаше обраќање во Вудро Вилсон центарот за односите со Европа, што нас значи директно не тангира, бидејќи ние сме на европскиот континент. И тоа е официјалната политика. И тоа е неговата официјална политика, пазите. Он посети само 2 реченици на Балканот. Само 2 реченици, он не го спомна дури Балканот. Он рече дека се надеа дека линиите на етнички конфликти ќе станат линии на соработка и дека Соединетите американски држави заедно со европските партнери ќе продолжи да работи на развојот на регионот, стабилноста, демократија и така натаму. Тоа бе 2 реченици. Па ние всушност не можеме да прочитаме уште идејата на Тилерсон во однос на Стеј департментот во однос на... Тоа е точно, они имаат внатре имаат ова. Меѓутоа јас сум само што па ќе сватам уште нешто. Во исто време 24 сати од кога излезе извештајот на Атлантскиот совет, нели кој што во Македонија беше презентиран како еве Америка се враќа на Балканот, америчката амбасада во Белград
Јасно кажа и го демантираше тоа, и јасно кажа на српската јавност дека тоа е едно од мислење на милион think tankoви што постојат во Соединетите американски држави. И дека тоа не ја обврзува американската надворешна политика по ниеден поглед. Тоа го премолчија. Да, меѓутоа американските think-танкови имаат страшни врски со Стейт департаментот. Меѓутоа тоа е само еден. Зависи кој, пазете, тоа е точно. Кој има пари, нели, и лобира преку think-танковите и така натака заради своји економски и финансски интереси и така натака, или заради некои други интереси. Држави, не само бизнес компании, сите лобира преку think-танковите. Тоа е точно. И тоа е дури, како да кажем, и легално. Јапан го фатија еден think tank во Велика Британија дека е финансирана јапанска влада да пропагира против Кина. Значи тоа не е страшно, она што не сака или недоволно се зборува повторно во рамките и на прашањето за НАТО и на прашањето на името и така натака е тоа. Политиката на председателот Трамп, Америка прва, покажува дека старата приказна за трансатлантското сојузништво е веќе напуштена. Колку и да изгледа ова можеби сурово, што јас го кажувам од моја страна. Меѓутоа, гледате, он не се консултираше со никого за Ерусалим. Значи, дури министерот, германскиот министер за надворешни работи беше принуден да рече дека мора да ја менја политиката кон Соединетите американски држави. Он не се консултираше. Еве го Нетањаху е со ЕУ. Да. Вели, следете го потегот на Значи, само да ви кажам, Вашингтон. Значи, ние треба, кога зборуваме за тие прашања, бидејќи нас она што највише не интересира нели членството во НАТО, ние треба да имаме сериозно во преди да ги земе позицијата на САД, на новата администрација на Вашингтон кон Балканот. Ја лично не очекувам никакви драстични промени. Не верувам дека Балканот е некој голем интерес на Соединетите американски држави, нема зашто да бидат голем интерес. Они се сконцентрирани на Пацификот. Таму е идниот судир за 21 век меѓу Кина и Соединетите американски држави. Русија нешто тука, нели, се гледа да се обезбеди место под сонце и така натака, да се зајде своите позиции во Средоземјето. Балканот е препуштен на Европска унија. Генерално по моја проценка. И не можеме ние да очекуваме таму. Дури имаше кога нели Хојти, помошникот, заменикот и помошник, тој што им каже на србите да не се да столчиња, на крај се извини. Значи, дури имаше коментари во белградскиот печат дека он уствари зборува во името на длабоката држава, на демократските структури кои што постојат во Стейт департаментот, нели, од претходниот председател. Добро, тоа е континуитет на старата администрација и пазите, ја не очекувам драстични промени. Нели, они сите велат Америка се враќа на Балкан, нема интерес Америка никога на Балканот. Она има само интерес безбедносен, да нема воен судир. Значи, она што не ја интересира и што е нормално, пазите, она е нејзиниот интерес е Пацификот во овој момент. Таму се вртат големите карти. Таму и Русија да биде подалеку. Русија, па дури они не, пазите, Русија не е никаква закана за САД. Мислам, тоа е самите Русија. Русија е една регионална сила во овој момент која што има нуклеарно оружје. Она искористи повлекувањето на неспособноста, ја искористи неспособноста на Европска унија да изгради заедничка политика, единствена надворешна политика, и она влезе во Сирија. Нешто сега се обидува да влезе во Либија, што е добро за нејзи, го враќа нели достоинството. Успеа нели да си го поврати или да го земе Крит, Крим, се извинувам, и тука таа е нејзината политика. Русија не е никаква закана за ничија безбедност во суштина. Зашто она нема таа soft power, она нема што да ви продаде. Она нема таа пропагандна машина. Ние, погледате, ние само ја користиме сите ние. И македонците, и србите, и албанците, и па дури и црногорците, нели, со тоа војниот удар во Црна Гора. Ние сакаме да ја користиме Русија како мечка да ги плашиме да имаме европјаните. Паучот. Да, ако вие не интегрирате, нели, ние ќе бидеме со Русија. Пазите, и они знаат, и они го знаат тоа дека Русија нема никаква soft power овдека. Она нормално дека има тврда пауер, дека има. Ќе ми извиниш, сакам да ја вратам рамката околу нашиот проблем. Значи, притисок е праен и кон Грција и кон Турција за кипарското прашање. Да, многу години сериозен притисок. Се преговара, таму се британски интереси страшни. Сум бил Северен Кипар, сум видел огромни бази. Војската како некоја бафер зона се чува уште, нели? Тоа е страшно да се гледа, тоа се незалечени рани, меѓутоа Грција не се скрши таму по тоа прашање. Сега, израелско-палестинскиот диалог исто трае со години и таму не е најдено решение. Прашањето е, Македонија се покажува како
мек орев сега или влече паметен потек што влегува во финализација на преговорите за името? Значи, па да речеме дека се покаже како мек орев. Не е паметен потек. Велам, не можете да преговарате така. Без никакви, ја повторно ќе кажам, можеби јас сум опсенат со тоа дека потребни се сериозни, обсежни внатрешни анализи наши. Што се тоа значи, како ќе ги рефлексии. Меѓутоа, една работа е зашто сме ние меко орев. Значи, секоја нација зборува во надворешната политика и во надворешните работи зборува во еден глас. Не мислам дека сите треба 100% колку што има граѓани на Македонија да мислиме исто. Меѓутоа, мнозинството на граѓани, без оглед на политичката определба, зборува во еден глас. И тоа на секоја една влада и дава сериозна преговарачка позиција. Македонија во надворешните работи не зборува во еден глас. Па гледате и протоколите на нашите посети во Македонија. Нема држава кај што кој ќе дојде министер за надворешни работи се гледа со пола држава. Не дека он сака да се гледа со да се губи времето. Па градоначелник на Солун беше примен од председател до Баш тоа. Значи он што министер, ја. Има средба со министерот за надворешни работи, па оди со премиерот, па оди со претставителот на државата, па оди со лидерите на политички партии. Што ви покажува тоа? Дека не збориме во еден глас. Вие што ќе чуете од министерот за надворешни работи, може да нема да чуете од претставителот на државата. Или може нема да чуете од премиерот. А да не зборуваме од лидерите. Значи, основно правило на секоја една нација е да зборува во еден глас. Во прашање за зашто грците зборуваат во еден глас. Зашто грците немаат потреба да попуштаат. Кој да дојде на власт? Како велат, и ако лажеш, сите лажете исто. Така. Значи, За да не ме фатат. Што да речеме, настани се случува и зашто сме ние мекиот орев во цела варијанта. Зашто пазете, место новата влада, па и старата влада претходно исто, да кради консензус по ова прашање, по прашањето на надворешен политички приоритет. Тоа не го е СП. Значи, приоритет на секоја една влада која ќе се најде во ситуација на политичка криза, на сериозни внатрешни судири, кои што ние ги имаме, се уште ги имаме во држава. Основен приоритет е да ја стегне нацијата, да постигне помирување на нацијата и за да може да зборува во еден глас во странство. Кај нас тоа прашање никој не го отвора. Добро, премиерот Заев кажа дека верува во Но треба се работи, не верувајте, конструктивноста на едно е да опозицијата и Не, он кажува верувам, во исто време на апси. Па како ќе градите консензус? И тоа винува за тероризам, пазете. Игор Дурловски за тероризам. Владо Јаневски за тероризам, Вемола. Јовановски. Владо Јовановски, си винува. Значи, тоа стварно е, не можете тогаш да зборувате вие дека ќе обединете нацијата да зборува во еден глас. Втора работа, ако сакате нацијата да зборува во еден глас, треба претходно да ги слушате луѓето што зборуваат за тоа прашање. Ако јас или вие или некој друг не се согласува, треба да разговарате со мене да му убедите дека вашата позиција, значи на аргумент, со аргумент се одговара. Или со контрааргумент. Така. Да подсетам дека можеби 7-8 години, можеби повеќе има Јован, кога вие како институт Евробалкан или како се викавте? Беше во добри времиња. Направивте и една студија, ја презентиравте јавно, јас бев присутен тогаш како новинар на Дневник и напишав извештај. Сижето главно беше, односно пораката, Македонија треба да ги напушти преговорите за името. Ајде да се вратиме на таа точка. Па ја уште верувам во тоа, Така. меѓутоа очигледно дека сега веќе сосема на друга клима. Значи мојата позиција и не само мојата позиција, да речем и на веќе јас не бев таму сам кога во тој извештај се подготуваше, таа анализа се правеше и се дистрибуираше после во Македонија. Беше дека после 2008 година имаме прекршување, драстично прекршување на времената спогодба од страна на Република Грција и мораме да ги напуштиме преговорите. Дека нема што да преговараме со партнер кој што не се придржува кон меѓународните преземени обврски. За жал тоа никој не послуша. Едноставно дури не сака ни да разговараат на тоа прашање со нас. Или меѓу себе барем да поразговараат, значи да чекаме што правиме ние. Знаете, зашто би ги напуштили? Затоа што пак велам, малце шетам, ама не може да спред. Ако вие во државата, се извинувам, ако вие во државата немате Балканолошки институт, Сите имаат. сите имаат. Сите имаат. Ако вие немате институт за европски политики или за глобални студии, па како функционирате вие како држава? Од каде ви е паметот?
пак ќе дојдат турците ќе ни отворат балкански универзитет. Да, Ќе сега да дојдат кажам, бугарите, они ќе отворат. Значи, и сега вие правите анализа сериозна. Немате контраргумент. Едноставно ви игнорираат. Борете, и тоа е некаков одговор во крајна линија. Ви игнорираат. Меѓутоа, кој е резултатот? Зашто преговарате? Велам, значи, за да преговараме, ние треба да знаеме состојбата во Грција. Она што цело време, на еден начин, мене ме иритира. Ние никогаш не се поставивме во ситуација да размислуваме како размислува просечниот грк по ова прашање. Не што мисли Кодзијас или не знам, Ципрас или кој. Што размислува, како гледа грчкиот просечен граѓанин на ова прашање? Што е проблемот со него? Како он гледа на таа прашање? Знаете, ние мислиме дека тоа, па добро, тоа е добра волја. Чива добра волја? Па истото прашање, истиот однос со ова. Ако си македонец, ти си грк. Ако си македонец, ти си бугарин. Тоа е мислењето на просечниот грк. Или бугарин. Тука е проблемот. И нивната позиција е многу јасна по ова прашање. Да, меѓутоа, се извинувам, Јован, ние погрешивме овде како влада, кога тврдиме дека има македонци и таму, има македонци и тука. Точно е, меѓутоа, тие не се национ, тие таму не се представуваат како етнос. Христо, тоа значи, тие се како, да кажеш, галичани, не? Да. Или од кај си ти? Од Дебарско. Да. Не е исто. Овде Значи, збориме за народ. За... Значи, главниот проблем во Македонија State issue, она што се вика, не? Да, значи, главниот проблем во Македонија е што нашите политичари, па дури мислам дека видов и некој напише некаков наслов стави или не знам што видов негде. Дека да ги оставиме политичарите ги решат историските прашања. Пазите. Кај нас политичарите не читаат. Значи има прво генерално зборено, ако ги гледате нивните говори и генерално зборам сега во принцип, значи они немаат, дури се сомнам дека голем дел од нив немаат ни доволно познавање за историјата на Македонија. Не се подковани. А не да зборувам дека ја познаваат историјата на Грција, Бугарија или некоја друга, или Албанија или Косово, Бог да чува. Такво нешто не се случува. И они одбиваат да прифатат. Они мислат дека се е политика. Значи, на политичарите на сериозни држави раците им се врзани со јасни, дефинирани и објавени национални интереси. Република Македонија никогаш не сте го чули ни еден наш политичар да рече што е македонски национален интерес. Они велат национален интерес е членство во Европска унија, тоа не е национален интерес. И тука се прави забуната кај нас. Ние не ги дефинираме нашите национални интереси кои се. Ние не знаеме што е тоа. Зборам се ние како граѓани на Република Македонија, они може би знаат, ама они јавно не го кажуваат тоа. Втора работа. Ние сме една од ретките држави, може би едина држава која што нема национална стратегија за одбрана. Кај што сите овие прашања, председателот Иванов проба нешто да направи, ама само на војниот аспект. Само дел на војската. Меѓутоа ние немаме националната одбрана на државата, не е прашање само на војската. Тоа е прашање на сите министерства, на сите институции, па и дури на граѓаните. Ние таква стратегија немаме. Затоа ние, бидејќи таа стратегија ги врзува рацете на министрите. Знаете, малце паќе се вратам за да направам. Смешни беа тврдењата нели во Македонија дека не знам америчкиот амбасадор Бели или Ција на своја рака прави нешто. Па ни представителот Трамп, ако е напишано нешто во националната стратегија на САД кон регионот, не сме да избегал тоа што е напишано кон документ. Политика да се води на тој начин. Ние тоа го игнорираме и мислиме дека се можеме да решиме со политика. Па не може да решите се со политика. Проблемот е што вие не можете да го бидете и просто... И тоа најчесто користејќи ги нивните амбасади овде, а не нашиот дипломатски корпус. Значи, вие не можете на просечниот грк кој што е гласач да му го смеете тоа што он со години го слуша. Нема теорија. Затоа има постигнате договор од ова до ова да поминуваме. Кај нас ако зборите за историја, одговорот ви е па да гледаме напред. И тоа што е најсмешно, тоа да гледаме напред го зборуваат луѓе кои што уствари не сакаат да покажат дека немаат поим од нашата историја. Ме разбирате? И сега за да не кажат дека не знаат, вика да не се враќаме на историјата. Нема што саѓаме. Зашто не се враќаме на историјата? Ако не знаеме историјата, ние не знаеме денешницата. Нема да знаеме зашто ова ни се случило. Ние да знаевме историјата, ќе знаевме дека Грција 91 година ќе ни реагира. Не точно ќе знаевме, ние ќе знаевме дека Бугарија точно ќе реагира. Зашто? Ама велам, ако вие немате Балканолошки институт, да. Ако вие немате публика што чита, ако немате образование, вие не можете да одговорите на нивните аргументи. Не само тоа, Јован, тие што размислувале, како ти се ова што го зборуваш, значи размислувале по македонски,
во тоа време биле најчесто надвор и действувале како непријатели на Па да. Југославија. Така? Да. А македонските политичари никогаш не успеа да најдат спојка меѓу тие дејци или идеолози кои работеа Америка, Австралија, Европа и така натаму, и кои размислуваа дека еден ден Југославија ќе се распадне и ќе станеме независни држави со... Еден мој пријател, што не знам дали треба да го спомнам, што многу го ценам, го кажа тоа многу јасно, нели, во селото секогаш имате потреба од селска луда. Нели, за да се покажете вие колку сте голем, нели, цело време му се подсмевате на некого или кулмина. А македонските политичари, ова го кажат зашто македонските политичари им е поважно да бидат први во село, нели, отколку да бидат последни во град. И сите такви прашања што се шкатливи на еден или на друг начин ги одбегнуваат. Пазете, имате ситуација денеска, слушам во некој од медиумите видов, дека пола Загреб е блокиран. Граѓаните на Загреб е да му дадат почит на човек кој што е воен злосторник. И тоа прави и Хрватска помалку европска држава, членка на Европска унија и на НАТО. Па ние, човече, невини ги бутнавме у затвор и ги судиме за тероризам. Па ако има храброст јавно обвинителство, нека го објави и целиот обвинителен акт да го видиме. Кај најдоа елементи на тероризам. Сега да ви кажам, тоа е таа психологија на недоволна укост, психологија дека подобро да си ја држам позиција овдека во Македонија, нели? И толку. И да не таласам многу. Не може, а во исто време нормално и да не учам. Колку што може помалце да учам и да читам, зашто ме боли глава, нели, од таа работа. И имате ситуација дека се влечат политички потези без да се консултира науката. Па прашањето за албанскиот јазик. Па да, албанскиот јазик не ја загрозува македонскиот јазик. Тоа е точно. Меѓутоа го загрозува нацијата, ја загрозува. Ако ние не зборуваме еден јазик заеднички што ќе ни обединува, која е еднината? Ако ја идам во Кичево и не можам кафе да побарам на македонски јазик, а тоа ми се случи, да побарам кафе за носење, ме гледа шанкерот, не знае што ми каже. Па вика на друг човек да дојде да ми преведе. Тоа се случи од денеска во Македонија. Па гледате ги на телевизија кога прават репортажи кои се прават од албанските села. Луѓето зборат на некој скршен македонски јазик. Поише српски него македонски јазик. Како ќе се разбереме за 10 години? Значи, велам, мора политиката да влезе за све, посебно за надворешната политика која зборувам. Мора да биде во тесна соработка со науката. За тоа што вие го кажавте дека милион think танкови се во Америка. Ама они се слушаат од страна на Стейт департментот. Нивните книги ги читаат во Стейт департментот и ги анализираат. Многу од нив работеле за Стейт департментот, па тоа велам. Значи, не можете ние да очекуваме, не можеме ние да очекуваме дека државната администрација ќе може доволно сериозно да ја храни. Државата Македонија сакаше да ги укине институтите, па да, голем дел па и тоа ви кажам. Значи, а не да ги отвара нови и да ги финансира. Има многу прашања, и она што е најстрашно да зборам. Знаете, ние заборавивме дека општеството се моделира. Дека нацијата е предмет на дневно моделирање од страна на државните органи. Ние тоа го запоставивме комплетно. Пазите, последниве 2 години никој не зборува за македонска нација. Сите наши политичари нешто зборат за некакви етнички групи, племиња, кои да сме племиња овдека. Да. А пазите, имате еден куп на луѓе кои што едноставно прифаќаат да бидат членови на македонска нација или имаат двојни идентитети. Еве што издвоив, еве и за тебе ќе биде, ми се чини интересно, оти спомнуваш нација и вели ќе прескокнувам во интерес на времето. Ова се све цитати. Македонци, нашата мила татковина Македонија била некогаш една од најславните земји. Македонскиот народ исто така, удирајќи ги првите темели на воената вештина, со своите победнички фаланги го цивилизирал човештвото и Азија. Тоа е и монетоизмот, како е. Но таа некогаш толку славна наша татковина, ова веќе знаеле која е нивната татковина и историјата, денес е на прагот на својата пропаст поради нашите грешки и заборавање на нашето потекло. Туѓи и сомнителни народи сака да ја заземат нашата земја.
Таа е денес само географски поим. И вели, наоѓајќи се во ваква немоќ и гледајќи целата расплакана нашата мила Македонија, нашата драга татковина, ве вика, вие што сте мои верни деца, вие што по Александар Велики сте мои наследници, вие во чии што жили тече македонска крк, не оставајте ме да умрам, туку помогнете ми. Ова е манифест на привремената влада на Македонија, Васил Чомо, 1881 година и секретар Никола Трајков. Многу сличности. Значи, она што, пазите, значи, многу, затоа велам во рамките на општествените науки али во рамките на општеството се направени многу грешки. Се направени многу грешки затоа што едноставно не е извршена деидеологизација на македонската историска наука. И сега имате привиден судир, да кога велат да ние не сме антички македонци, ние сме словени. И обрат. При тоа, Спаѓаме во замка. Да. Не викаме ние сме македонци. Да. Значи, тоа е првата работа. Втората работа, ние забораваме кога тврди, кога велиме дека се ние македонски и словени, дека таа тезата на цвич. Така. Значи, тоа е српската пропаганда да навлезе во Македонија. Од друга страна, кога збориме за античка Македонија, кога велиме дека сме ние наследници на античка на Александар Македонски, ние влагаме во грчката замка. Значи, потполно повторно велам од незнаење, едноставно. Значи, проблемот е овој проглас што вие го читавте сега. Тоа е романтичарскиот период во обидот да се обедини народ, или условно речено, нели, македонскиот народ да се обедини за извојување на своја слобода. Тоа романтичарите го прават. Секојаш го правели и ден денеска го прават понекогаш. Се правите со тоа. Ината е следнава. Ние живееме во 21 век. Ние не сме или што и да сме, ние сме денеска македонци. Во дел на нашата историја е и античка Македонија, дел на нашата историја е и словенскиот елемент. Значи, она што е словенска култура и така натака и така натака. Меѓутоа, дел на нашата историја се можеби и илирите, можеби и тракиците, можеби власите се сигурно, арманите. Они се сигурно дел на нашата историја. Значи, вие не можете така да ги гледате црно-бело или да ги отфрлате. Ако вие велите дека ние сме словени, што е со турците што прифаќаат двоен идентитет и викаат ние сме македонци? Што е со бошњаците? Што е со србите? Што е со власите? Тоа албанците не го прават, нели, од други причини. И така натака. Значи, сега да кажам колку е тоа наивно во суштина, да бидам, нели, ја наивен и да речам дека е тоа заради незнаење. Иако мислам дека има тука многу спинови заради поттикнување на внатрешен конфликт, нели, намерно. Балкан комплекс. Да, да. Меѓутоа суштината е многу едноставна, значи, ние митот за Александар Македонски и уште една работа. Значи, ние митот за Александар Македонски не може да го заборавиме. Ниту па тој има проблем на грците. Тоа е трик сам. И они денеска мислам дека кажа. Не продавајте, нели, фитиќе го сменим името. Втора работа, на што исто од незнање го збориме. Ние велиме дека проблемот со грците бил античка Македонија. Во ред. Еве да го прифатиме дека е тоа така. Што правиме со Македонија секунда? После римско-македонските војни, постои уште една територија, денешна Република Македонија, со малце поголема, нели, уште поголем опфат, која е наречена Македонија секунда. И ние од неја ќе се откажеме. Драги гледачи, неодамна во Вашингтон, како што спомна и нашиот гостин, се Атлантскиот совет ги повика на една конференција регионалните министри, меѓу кои беше и нашиот Никола Димитров. Вчера Димитров имаше работна посета на Германија, се сретна со висок функционер од Министерството за ворешни работи, Михаел Рот, а потоа учествувал, нема многу информации, на една работилница на Берхов Штифтунгот, на која се расправало за интеграциите на Македонија во ЕУ. Нешто е најверојатно зборувано и за прашањето за името. Јас само ќе потсетам на една интересна, важна реченица, Јован, ова 2003 година, кога Никола Димитров како амбасадор го цитираат во медиум, во САД, вели, ние не само што живееме на земја наречена Македонија, ние сме македонци. Вие зборуваме македонски јазик и се чувствуваме горди што сме македонци. Кратко и јасно. Спомнувајќи ги овие
think tankovi, невладени штифтунзи, да не забораваме дека Германија подолго време сака да извлече завршница на овие преговори за името. Имаш ли чувство дека се крои оделото за Македонија? Германија, она што јас го можев да го следам, и колку што може човек да следи кога не е внатре, е дека Германија беше сериозно инволвирана во овие 3 години во она што се случуваше во Република Македонија, и преку германската амбасада, и преку нејзиниот Deutsche Welle сервисот. Иако е тоа некој куриозитет, Deutsche Welle на што го објавува на македонски јазик, не го објавува на англиски јазик. Понекогаш и контрадикторни информации објавуваат, што јасно покажува заинтересираност и така натака. Она што е, значи, две работи се исклучително важни. Приоритет на Германија нормално е задржување на Европската унија ваква како што е, или надградување, иако е многу резервиран спрема францускиот предлог на председател Макрон за некаква евакуа. До денеска дури одбија предлогот на социјалдемократите за Европска унија као федерална држава и така натака, го ги одбија тие предлози. Од друга страна Германија нормално сака да Европската унија и овозможува на Германија да има многу поголемо влијание отколку она би имала самата како поединечна држава. Друго е кога имате 780 милиона за себе, друго е кога имате 300 милиона за себе. Незината позиција е многу подоминантна, поинаку разговара и она е заинтересирана да ги одбегне сите можни конфликти. Нормално, тоа во крајна линија е наш интерес. И Република Македонија не сака да има конфликти ниту во нашето поблиско или подалечно соседство. Тоа ќе има репрекусии, се покажа со бегалската криза и така натака и така натака. Она е заинтересирана да го реши кипарското прашање, зашто една држава членка на Европската унија е поделена, не е суверена на целиот свој територија. Од друга страна, таквите потези отвараат можности за покажување на двојни стандарди што Германија не сака да ги гледа многу и не сака никој да ги гледа тие двојни стандарди. Што србите доста вешто го користат тоа. Нели? Па дури и Путин го искористи за Крим. Чекајте бе, зашто се буните за референдумот во Крим, а не се бунете за референдумот на Косово? Преседанот беше направен. Преседан направен. Баскија, како кажете, Каталонија сега со Косово. Вика да имаме добрососедска соработка, отвараме Кипар е членка на Европска унија. А нема ни своја територија нема. Директно прашање, бидејќи мора да завршиме за минута-две. Еден премиер, зборуваме за периодот кога важеше двојната формула како наша платформа во разговорите или преговорите за името. Еден премиер прифатил Северна Македонија. Пред да се оди во Букурешт, прифативме Република Македонија во заграда Скопје и покрај тоа што требаше според времената спогодба Грција да не става вето или некоја од другите членки на НАТО. Дали во моментов, не знаеме дали е двојната формула наша одбрамбена линија или не е, меѓутоа се слуша можна опција, географска одредница, Горна Македонија. Не ја знаеме формулацијата, дали ќе биде Горна Република Македонија или Република Горна Македонија. Дали тоа би било, според тебе, Јован, разумен компромис? Не. Значи, за мене нема компромис за уставно име на Република Македонија. Тоа што вие сте го слушнале, нели, Северна Македонија, или она што се случи во Букурешт 2008 година, тоа покажува дека нашите национални интереси дека нашите политичари се однесуваат кон нашите национални интереси како да се дрвна политика. Буквално. Зашто би прифатил јас промена на името? Заради членство во НАТО. Од кого ми следи мене закана сега во овој момент? Ја би сакал Македонија да биде членка на НАТО. Ама уставното име Република Македонија. Од кого ми следи мене закана сега безбедност? Па и 2008 година, од кого ни следеше на закана? Околу нас се членки на НАТО, кои што никад нема да не нападнат, војнички зборува. НАТО не ве штити од ватрешни кризи или од специјални војни. Војнички. Србија никогаш нема да не нападне, нема причина, нема ништо со србите. Оваквото, Косово е протекторат. Косово е некаква закана, меѓутоа Косово е протекторат, Косово не е само суверена држава се уште, таму се американски војници. Значи, само да ви кажам, секое прифаќање само е девалвира нашата позиција, а нема да ги задоволи грчките апетити. Зашто вие покажувате, секој ден покажувате се поголема и поголема слабост. Што значи тоа Горна Македонија? Па секое прифаќање на Горна Македонија значи дека има и Долна Македонија. Тоа значи дека Македонија е поделена. Па грците тоа сега да чујат. Северна Македонија, кај е Јужна Македонија. Значи кај нас што уште е пострашно.
Значи, кога гледате вие долгорочно, јас сум на позиција на Гркот. Или да сум овакото. Чекај бе, ако има Северна и Јужна Македонија или има Северна Македонија, па кој ми гарантира дека за 50 години нема да се појават аспирации на таа држава да бара обединување на двете Македонии? Велам, Нема решение. Пазете, ова се работи за идентитетски прашања. Немате решение така лесно. Затоа цело време јас сугерирам да не се брза со ништо. Нема да пропадне Република Македонија ако не биде членка на НАТО. Нема да пропадне Македонија ако не биде членка на Европска унија. А може да пропадне од брзање, од дневно политички цели. За да можат нашите лидери да кажат, ние ве внесовме во НАТО. Не внесовте. Тоа е проблемот. Јован, многу ти благодарам за што учеството поканете, во... Мислам дека сепак успеавме, иако двајца да прочешламе доста работи по прашањето за името. Утре очекуваме некакви информации Со Господ напред. од Брисел, иако јас мислам дека ќе бидат доста резервирани и затворени. Драги гледачи, тука се одјавуваме, вие останете со нашата програма. Добра ноќ.